Денеска ќе имаме информација или тема што ќе реализира Марија во однос на влијанието на цените на лековите. Често можеме да ги слушнеме граѓаните кои што коментираат за варијацијата на цените на лековите, но што е она кое што влијае на истите и повеќе или подетално во продолжение со Марија и Весна Ставрова, која што е претседател на Фармацевската комора на Македонија. Марија, добро утро. Добро утро, Марија. Добро утро, Ивана, добро утро, Цеца. Токму така, нашата денешна тема именно даваме одговори на прашањата како се формираат цените на лековите, што влијае врз нивниот пат и раст и која е улогата на фармацевтите во државата, односно во нашето општество. Се разбира дека во продолжение повеќе одговори слушаме од мојата денешна гостинка, првиот човек на Фармацевската комора, госпоѓа Весна Ставрова. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска емисија. Добро утро, ви благодарам на поканата и поздрав до гледачите на Телма телевизија. Најпрво ќе прашам што е она главно кое што влијае на цените на лековите? Па вака, Министерство за здравство ја води ценовната политика во нашава држава и аптеките се примарно ниво на здравствена заштита, тие се јасно позиционирани во системот на здравствена заштита. И референтните цени кои што се на лековите, кои што паѓаат на терет на фондот, тие се гарантираат за сите осигуреници. Изминатите неколку години Фондот за здравствено осигурување секоја година правеше ревидирање на цените, односно намалување на референтните цени, со тоа што здравствениот систем навистина имаше заштеда во тој дел, а останатите лекови кои што не паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување, цената е според методологијата согласно закон донесена согласно законот за лекови и медицински помагала. Имаме методологија за формирање на цени на големо и методологија за формирање на цени на мало. Според методологијата за формирање на цени на големо, цената на лекот на големо се формира согласно референтната цена на, односно цената на лекот на големо во референтните земји. И тука се вкалкулираат и сите трошоци кои што се врзани со царинските давачки и со давачките при увоз на лековите. Но дека цените, односно според методологијата за формирање на цени на мало, имаме исто така една табела каде што лекот ако е со пониска цена, тогаш маржата е повисока, но дека како се зголемува цената на лекот, маржата се намалува. Оние лекови за кои што Малмед дава одобрение и тие имаат статус на лек без рецепт, тоа се витамини, минерали, суплементи, ОТЦ препарати. Тоа се лекови кои што пациентите можат да ги земаат и на своја рака, без да биде препорачан лекот од страна на лекар, без да биде пропишан од страна на лекар. И кај нив цената, кај овие лекови, значи цената зависи од производителите и од добавувачите. Имајќи во предвид дека имаме тренд на зголемување, односно светски тренд на зголемување на суровините, така да цената на лекот зависи од производителите и зависи од добавувачите, пак ќе речем имајќи ги во предвид сите оние трошкови кои што се врзани за промет на лекови на мало, односно на големо. Така да цената во аптеките не е покачена на лековите, не е покачена заради маржата во лековите, туку е зголемена заради влезната цена која што ја диктираат производителите и кои што ја диктираат добавувачите. Однос на фармацевтите, може ли да појасниме нивната улога во одржувањето на јавното здравје? Фармацевтите се последни во ланецот на здравствени работници кои што пациентот ги посетува за време на своето лекување. Познато е дека 90% од сите начини на лекување отпаѓаат на терапијата на лекови, така да улогата на фармацевтот е навистина многу голема во тој дел, во терапијата. Инаку фармацевтите ја менаџираат терапијата од фармаколошки и нефармаколошки аспекти, тие делуваат во насока на превентивно лекување. Секојдневно се во аптеките нели во комуникација со пациентите. Пациентите можат да дојдат без да се најават во аптеките, значи не треба да се најавуваат, аптеките работат со продолжено работно време. Пациентите кога доаѓаат во аптеките, фармацевтот гради еден систем на доверба, го појаснува начинот на употребата на лекот, дава информации, ги зема во обзир сите фармакоекономски параметри, при што ги оптимизира вредностите, а ги намалува ризиците. И во тој дел можам да кажам дека фармацевтот игра значајна улога во насока на превентивно лекување и кај хронично болните пациенти кои
што се постојано кај нас во аптеките, имаат можност за скрининг, имаат можност за рано откривање, имаат можност за превентивно лекување. Така да улогата на фармацевтот навистина во менаџирање на терапијата кај пациентите и од фармаколошки и нефармаколошки аспект е навистина голем. Тука ќе прашам дали се работи на имплементирање на услуги кои што се од јавен интерес. Говорам, например, мерење на крвниот притисок, мерење на шеќерот кај сите оние кои што ги посетуваат аптеките. Да. Ова е активност која што Фармацевската комора има почнато уште многу одамна, уште пред многу години. Се работи за измена, во таа насока се направи минатата година, 2024 година, се направи измена на Законот за здравствена заштита токму во делот на проширување на листата на услуги во член 89, каде што се вметна една реченица и фармацевтот не е само лице кое што ги набавува лековите, ги издава и дава информации за лековите, туку може да врши и други услуги кои што се во насока на превентивно лекување и во насока на подобар третман од секоја болест, од подобар исход од секој третман на болест. Што значи тоа? Тоа значи надминување на некои на оние стари стереотипни застарени ограничувачки правила и внесување на нешто ново, кое што успешно ќе се вклопи во нашиот здравствен систем, а нема да поремети ништо во однос на здравствените услуги кои што ги даваат другите здравствени работници. Тоа се услуги кои што се нормативно уредени во другите држави, во другите европски држави. Тоа се мерење шеќер, мерење на крвен притисок, правење на некои тестови кои што за потврда на некои диагнози, и листата на услуги е дефинирана од наша страна, од страна на комората, поднесена е во Министерство за здравство, исто така направена измена на правилникот во однос на простори и опрема кои што треба да ги задоволува аптеката за да може да ги врши тие услуги. Ние изминатиот период имавме доста активности со нашите институции, со Министерство за здравство, со Фондот за здравствено осигурување, со Малмет. Навистина имаме добра соработка и се надевам дека во најскоро временски период ќе биде позитивно решено и во овој дел. Самиот крај сакам накратко да кажам и за фармацевскиот сектор, односно како придонесува во здравствениот систем во државата. Фармацевтите, тие се работат и во индустријата, во веледрогериите, во представништвата. Фармацевтите работат и во болничките аптеки и во јавните аптеки, како што реков, во примарната здравствена заштита. Можам да кажам дека болничките фармацевти секојдневно покажуваат и докажуваат колку фармацијата е здравствена дејност и е заедно со медицината, затоа што тие заедно со лекарите учествуваат во тие тимови за лекување на пациентите кои што се лежички пациенти. Од друга страна пак фармацевтите кои што се во примарната здравствена заштита, исто така со своите информации кои што ги даваат секојдневно, тие помагаат за разрешување на најразлични дилеми со кои што се соочуваат пациентите во врска со терапијата. Учествуваат исто така во национална стратегија за имунизација, бидејќи од нас допираат тие релевантни информации до пациентите и при тоа се користи навистина искуството и елоквентноста на фармацевтите. И секогаш фармацевтите заедно со лекарите нормално треба да во тој дел треба да донесуваме мудри одлуки. И можам само да порачам на крај дека во фармацијата и во медицината постои едно правило, тоа е подобро да спречиме отколку да лечиме, а од сето ова има бенефит не само пациентот, не само пациентите, туку од сето ова има бенефит и целиот здравствен систем. Благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да одговориме на сите оние прашања кои што ги имаат нашите гледачи и се разбира кои што се од нивен интерес. Ви благодарам и вам. Тоа беше мојата денешна гостинка, првиот човек на Фармацевската комора, госпоѓа Весна Ставрова. Верувам дека дадовме целокупни одговори и сите оние одговори кои што ги интересираат нашите гледачи, кои што утринава ја гледаат нашата утринска на Телма, а тоа е како се формираат цените на лековите и се разбира која е улогата на фармацевтите во нашето општество.